ВМРО ДПМН беше единствената парламентарна партија која се обиде да го спречи незаконското усвојување на овој противуставен закон. Најавија кривични пријави за спикерот Талат Џафери и борба овој закон да не профункционира. Кои се следните чекори? Гостин вечерва во вестите на Алфа е лидерот и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Прво, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Добре најдов. Измина 2 дена веќе од кога се протурка насила овој закон. Ситуацијата е се уште тензична, на социјалните мрежи врие. Како гледате сега после 2 дена? Имаме една тешка антидржавна одлука на парламентарното мнозинство да влезе во една авантура која што ќе остави големи последици за Македонија како држава. Во моментот ги анализираме сите оние чекори кои што парламентарното мнозинство во случајот Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ги превзема во вторникот, тоест во средата, се извинам. Правиме детална анализа на сите прекршувања на деловникот, законите и уставот. И после таа детална анализа ќе излеземе со сите оние чекори кои што веќе ги најавивме на нашата пресконференција дента кога ова насилничко однесување се случуваше. ВМРО ДПМН е разочарана, тоа беше тажен ден за демократијата во Република Македонија, од која од тој ден понатаму се воедува една нова пракса на однесување на парламентарното мнозинство и еден вид терор на парламентарното мнозинство во парламентарното малцинство. Овој закон нема да профункционира и не сме да профункционира, бидејќи е донесен во една недемократска, непроцедурална атмосфера и амбиент, на насилен начин, од страна на парламентарното мнозинство, Зоран Заев и Талат Џафери. ВМРО ДПМН многу пати во минатото апелираше и нудеше решение како овој закон може да се подобри, да стане уставен, а понатаму применлив. Дури дента предходно, јас 3 пати најавив и го предвидев ова сценарио кое што парламентарното мнозинство имаше намера да го понатаму спроведе. Се создава хаос во државата. Логично, како реакција на таа акција на хаос следи идентична реакција, хаотична. ВМРО ДПМН во моментот ги анализира сите чекори и ќе одговори соодветно на овој тип на провокации во иднина. Има многу тешка задача да им објаснам на членовите внатре во партијата дека овие луѓе како дојдоа на насилен начин со тепање, фарбање фасади, така и имплементираат и практицизираат власта во Република Македонија. Се надевам дека ќе успеам во сето тоа, бидејќи се изместени сите вредности на демократското однесување и практикување на политиката во Република Македонија. Мислите ќе пробаат и насила сега да го стават да функционира законот? Не смееме да дозволиме. ВМРО ДПМН не смее да дозволи. Македонија не смее да си дозволи уште едно насилничко однесување од страна на парламентарното мнозинство, од страна на Социјалдемократскиот сојуз, предводен од Зоран Заев, а подпомогнат од Талат Џафери, да овој закон, покрај тоа што го донесе во ваква една недемократска постапка, да и недемократски и незаконски почне да го имплементира. Премиерот Заев тврди дека законот ќе донесе едно општество, дека ќе наобедини како нација, дека за тоа се залагал цело време. Верувате ли во тоа? Многу пати во минатото сме виделе како премиерот Зоран Заев едно кажува, друго прави. Помалку или повеќе си подкраднува, си подкаснува по јазикот, си поплукува онаму каде што кажува. Впрочем, и овој тип на однесување во минатото беше на еден начин презентирана, гледате што ни се случува. Днес ќе дадам еден пример што мене ми се случи пред некој ден, шетајки по улиците во Скопје, сретнав едни двајца млади господа, ми придоа, вика господин Мицковски, да, викам, повелете, ние сме членови на Социјалдемократскиот сојуз, со членски потенцира. Викам, да, повелете, како можам да ви помогнам, вика, ние ги поддржавме, но никогаш не можевме да поверуваме во какво зло поддржуваме, ова што ни се случува. Им одговорив дека сте направиле она што сте мислеле во тој момент дека е потребно за државата и за партијата, се разбира. Но тука треба ние сите како граѓани да извлечеме една поука дека гласот може да значи играње со многу судбини. Затоа можам само да извлечем една поука од се тоа, не само што не треба да му се верува, него мора да почнеме да го разобличуваме до таа мерка да се избориме до предвремени парламентарни избори и единственото решение да замине ова зло е на предвремени парламентарни избори. Во име на тоа, сите овие млади луѓе кои што ме среќаваат и по улиците во Скопје, по улиците во Република Македонија, ги повикувам да застанат рамо до рамо со нас,
во патот кој што заеднички ќе го изводиме до крајната проектирана цел, а тоа е како ова ненародна власт предводена од Зоран Заев, а подпомогната во случајот од Тала Џафери да замине. Председателот Иванов рече дека експлицитно беше дека не го потпишува законот. Денеска премиерот Заев излезе и не спомна за тоа каков е законот, дека е незаконски или уставен, него го обвини председателот дека го кршел уставот, па дури го нарече кукавица. Кукавица е тој кој што го донесе овој закон на ваков начин, иако во многу наврати во минатото лично го предупредував и преку пресконференции, но и преку моите настапи на социјалните мрежи, дека Македонија не смее во овој момент да си дозволи вакво недолично однесување. Председателот Ѓорги Иванов постапи државнички или ќе постапи државнички. ВМРО-ДПМН апсолутно стои позади одлуката на председателот на државата, дека ваквов закон не заслужува подпис од страна на председателот, бидејќи основно право на председателот, а и обврска, е да го заштити уставот и интересите на граѓаните, на сите граѓани на Република Македонија. Истото тоа право и обврска би требало по устав и по закони да има господин Зоран Заев, но за жал во овој случај кукавицата е тој. Го одбра неделовничкиот начин, шверцерскиот начин, како да ја понижи Република Македонија и родот свој. И ова нема да му го заборавиме. Добро, сега законот го изгласаа на ваков или таков начин. Какви чекори ќе превземете? Што е планот на ВМРО-ДПМН? ВМРО-ДПМН е веднаш после овој тажен ден за демократијата во Република Македонија одржа пресконференција и генерално најави неколку чекори кои што ќе ги превземе во иднина. Во моментот, како што рековме, се анализира целокупното сценарио што дента се одвиваше во Собранието на Република Македонија, сите оние прекршувања на процедурите и уставот кои што се случија од така наречениот обид да се донесе овој неуставен и неприменлив закон понатаму. Многу скоро ќе излеземе со резултати од таа анализа. Првиот чекор се разбира ќе биде интерпелација за господинот Тала Џафери, кој што ја узурпира во моментот функцијата председател на Собранието на Република Македонија и не ја заслужува бидејќи не е достоинствен председател за сите граѓани во Република Македонија. Има многу причини. Најмалку 5 причини во моментот има, иако моите соработници тврдат дека се повеќе од 10. Неговиот начин како го прекрши деловникот, како ги прекрши законите, како го прекрши уставот, при овој обид да биде донесен овој неуставен и неприменлив закон. Вториот чекор е нормално да се поднесе кривична пријава за сите оние кои што беа соучесници во овој процес, но и оние кои што го отпочна овој процес. И понатаму ќе следат други чекори кои што ВМРО-ДПМН ќе ги преземе против сите оние кои што ќе се обидат да сторат било какво кривично дело. А гледаме дека имаме најава. Тоа сакам да кажам, значи евентуално ако се проба насила сега и против тие луѓе. Апсолутно секој оној кој што ќе се огреши, ВМРО-ДПМН аргументирано ќе поднесе кривична пријава и ќе чекаме судските органи до тој момент да се изјаснат и истите да ги земат во предвид и да ги сносат последиците на овој чин кој што се случи во средата во Македонското собрание. Срамен ден за македонската демократија. Сницата на која се избутка овој закон беше напната, тензична. Вие не сте пратеник. Да бевте таму во салата, што ќе направевте? Генерално не одговарам на хипотетички прашања, односно одговорот не би бил соодветен и би бил врз основа на чувства. Не ќе се обидам сега да дадам еден таков одговор кој што ќе се обиде да ги игнорира моите чувства, но секако дека би направил се да го спречам донесувањето на овој закон. По медиумите излегоа некои документи во кои се тврди пак дека ВМРО-ДПМН веќе имало договор со ДУИ за сличен закон за јазици. Вистина ли е тоа? Доколку постоеше и најмала искра дека постои договор помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ, ние ќе имавме влада. Јас во тој период бев дел од извршниот комитет на партијата и точно сум запознаен со начинот на преговорите во тој период за формирање на ново парламентарно мнозинство и влада и тврдам дека доколку постоеше договор, тогаш ВМРО-ДПМН ќе имаше влада со Демократската унија за интеграција. Бидејќи тоа не се случи, очигледно дека самото тоа го демантира
ја демантира ова шпекулација која што несвесно и несмело и неумесно одредени медиуми блиски до Зоран Заев и Талат Џафери ја лиферува изминативе неколку дена, а со тоа да го оправдаат овој недемократски, неделовнички обид за носење на еден ваков неуставен закон. Меѓународната заедница делува како да не ги поддржува, како да е лута. Еве францускиот амбасадор вчера или вчера мислам, дури рече дека чистата препорака на Македонија за отварање преговори дека може да е загрозена. Вие учествувате во разговори со власта околу реформскиот процес. Што ќе се случува сега на тоа поле? Јас ден претходно од Струмица апелирав дека ако ова сценарио се случи, тогаш тоа негативно ќе влијае на имиџот на Република Македонија и може и текако да имаме реперкусии во иднина за напредокот на Република Македонија во евроатлантските интеграции. Што впрочем и се случи. Една голема земја пријател на Република Македонија, нејзиниот представник апсолутно излезе со изјава дека ова е срам за демократијата и воопшто не е европско однесување на парламентарното мнозинство, влада која што себе си се декларира како реформска. Ние имаме министер кој што е задолжен, вице-премиер кој што е задолжен за евроинтегративните процеси на Република Македонија, но единствена европска вредност која што видовме од тој министер е така наречениот план 369, кој што самиот си го создаде, самиот си го креираше, некаде на 40% да го реализира. Успеавме да видиме европска вредност да одбие да присуствува на настан кој што го организира Европската унија, затоа што некоја соседна држава не била поканета. Кога видовме дека тој човек единствено важно му е, а поддржан од Зоран Заев, да бутка еднонационални интереси, на сметка на интересите на Република Македонија и граѓаните во Република Македонија, свативме дека ѓало и одно шегата и дека ВМРО-ДПМН мора работите да ги земе во своји раци покрај тоа што е во опозиција. Предложивме еден таков формат на преговори, представници на ВМРО-ДПМН учествуваат во тие преговори, придонесуваат и квантитативно, но и квалитативно. Денеска добив информација дека еден предлог закон кој што беше претходно усвоен од страна на владата изобилува со толку недостатоци што нашиот тим малтене интервенирал во целокупната негова структура и препораките кон владеачкото мнозинство страна на меѓународната заедница е да сериозно пристапи на овие преговори конечно и да може да ги согледа реално работите и реалноста во Република Македонија. Не знаат како, немаат капацитет, нити човечки, нити инфраструктурен. Тука сме да помогнеме, исклучиво мотивирани да ги заштитиме интересите на граѓаните на Република Македонија. И водени од тој мотив, ние нема да ја напуштиме масата за преговори, бидејќи единствен добитник во тој случај ќе бидат граѓаните и Република Македонија. Доколку ја напуштиме масата, тогаш единствен губитник ќе бидат граѓаните на Република Македонија и Република Македонија. Се добива такво чувство кога да се обидуваат да ви спровоцираат вас и партијата да направите непромислен чекор, па за да може да се слее целата вина за законот, за името, за што и да било во иднина врз вас. Така ми делува ова и притисокот, кога да делува притисок да треба да ги напуштите овие преговори. Не. Може би тоа е обидот, но сигурно дека тој обид нема да им успее. Бидејќи, знаете, лесно се војува со туги синови. Ние нема да војуваме со туги синови, ниту ќе одиме во војна во која што однапред знаеме дека ќе изгубиме. ВМРО-ДПМН се реконструира, реструктуира многу внимателно, нема да дозволи да биде испровоциран на непредвидени чекори. ВМРО-ДПМН за многу краток период ќе се реорганизира, ќе застане цврсто на нозе и ќе тргне во одлучувачки поход кон уривање на оваа ненародна власт предводена од Зоран Заев, а поддржана од Талат Џафери. Се до моментот додека немаме предвидени избори и се до моментот додека не ги поразиме жестоко. Зборевме за Европската унија, реформскиот процес, отварање преговори, НАТО. На цела држава и на меѓународната заедница е јасно, не зависи само од реформите, зависи и од спорот за името. Во моментов има преговори за името.
До каде се? Имате информација, ви информираат? Што мислите? Генерално информациите кои што ги добиваме се информации кои што помалку или повеќе се познати на македонската јавност. Ги слушаме од вестите, од вас новинарите, добиваме полуинформации и шпекулации за тоа како се развива процесот. Еве дознав дека на 22 во држава ќе бил господинот Коцијас, дека на 27 ќе има нова рунда на преговори помеѓу министрите за надворешни работи. Некако како Зоран Заев да ги слушна моите препораки и не дава веќе изјави со тој интензитет како што беше тоа пракса во минатото, бидејќи често пати при секоја изјава правеше собствено салто мортале и те како ги нарушуваше позициите на Република Македонија во овој процес на преговори. Но тоа не значи дека треба да сопре да информира опозицијата, председателот и останатите политички чинители во Република Македонија, доколку се разбира сака понатаму да имаме нели ние некаква улога во целиот тој процес. Се разбира одговорноста. Одговорноста е најголема, негова, како премиер на оваа држава, на министерот за надворешни работи, кој што сега е веќе официјален преговарач во процесот, бидејќи се поткрена нивото на преговарачи. Но она што е значено е фактот дека доколку утре имаме испорачено решение, нека не се чуди никој доколку ВМРО-ДПМН тоа решение го прогласи за капитулација и безусловно го брани. ВМРО-ДПМН не може да биде изговор за туѓиот неуспех, нити безпрекорен апологет на некое решение кој што ќе биде спротивно на националните интереси на Република Македонија. Некако агендата што ја постави владата, договорот со Бугарија, името, двоезичноста, некако ко домашните работи да останаа настрана. Се фали дека економијата е успешна. Кој е вашето мислење? Во многу пати во минатото сме го коментирале, јас лично, моите соработници од извршниот комитет, од комисиите во партијата. Економијата на пониско и покатастрофално ниво не била, додека светската економија расте, додека светските влади се фалат со исклучително добри резултати за 2017 година, ние мора да се задоволуваме со подпресечни резултати од отприлика 0%. Гледаме стагнира намалувањето на невработеноста. Странските инвестиции се за 100 милиони евра помали од тие што беа во 2016 година, која што патем беше најслаба. На маргините на ова однесување недемократско во средата, ден претходно имаме ново заложување од 93,5 милиони евра. Од јануари до крајот на февруари имаме дополнителни 545 милиони евра дополнително задолжување во Република Македонија. Индустриското производство опаѓа, се на се катастрофална ситуација во економија. И тоа не се само статистички показатели. Во периодов поминав изминативе неколку дена и се сретнав со многу стопанственици, земјоделци, бизнисмени, луѓе кои што се одфелуваат од разни фели, не мора да кажеме само од бизнисот, без исклучок можам да кажам дека нема човек кој што се фали, кој што рече за мене животот дојде. Да, можеби животот дојде за пар луѓе околу Зоран Заев, но големото мнозинство, да не речам, речиси сите граѓани во Република Македонија, го чувствуваат ова економско цунами наречено Заев, Тевдовски, Ангјушев во Република Македонија. Кој излезе од оваа ситуација? Кој се разбира, излезе од оваа ситуација, го кажав, ВМРО-ДПМН е многу скоро ќе застане на нозе, се реструктуира, тече процесот на реструктурирање и тргаме во одлучувачки поход до конечно уривање на оваа ненародна власт на следни предвремени парламентарни избори. Македонија нема друга опција. Македонија заслужува подобро и Македонија има надеж која што ќе ја направи европска, богата и држава на среќни граѓани. Тоа е алтернативата. Тоа е сонот на многу македонци, а не понижена, омаловажена и со подведена кичма, што е сега реалност во Република Македонија. Затоа апелирам уштенашки, ја користам оваа можност, до сите луѓе истомисленици со ВМРО-ДПМН и со политиките на ВМРО-ДПМН, но и сите оние кои што се против оваа ненародна власт и политиките кои што ги спроведе оваа ненародна власт, да ни се придружат, да застанат рамо до нас, да застанат позади нас, да тргнеме во конечниот поход ослободување од овој терор кој што се случува на Република Македонија и пораз на Зоран Заев на следните предвремени парламентарни избори. Може да очекуваме протести? Протестите кои што ВМРО-ДПМН ги планира
многу брзо ќе ги соопшти на македонската јавност. Периодот на мај месец отприлика ќе биде почетокот кога ВМРО ДПМН ќе отпочне со протести на улиците низ Македонија и нема да се врати додека не победи на следните предвремени парламентарни избори. А се со цел да ги зачува националните и државните интереси на нашата татковина. Ви благодарам многу. И благодарам на вас.